Во мирна атмосфера помина 51-та редовна седница на Советот на општина Кочани. Летниот одмор како да им годеше на советниците да ги смират страстите, па седницата се одвиваше без подолги дискусии и расправи. Пред членовите на Советот на општината се најдоа 14 точки на дневниот ред, а советниците се задржаа на првите 3. Според дел од советниците, добро ќе беше директорите да останеа и за време на расправата за точка 2, каде стоеше извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за период втор квартал 2016 година, кога советникот на опозицијската НСДП Сашко Стефановски, зборувајќи за долговите на општината, го постави прашањето и за долгот на средните и основните училишта, на кое се надоврзаа Лилјана Арсова и Љупчо Стоилков. И воопшто не знам како, например, директорот на средното училиште Гошо Викентиев планира да врати 465.000 евра. И како воопшто е дозволено 28 милиони или 465.000 евра да дојде училиште. Дали тие доверители имат преземано некои мерки? Мислам дека тука се заканува опасност дека може да дојде до судска разрешница, блокирање на сметки и слично. Истата ситуација и со другите училишта. Не може да очекувате вие дека нема да се направат долгови, кога одобрувате 5 милиони за превоз, а знаете дека истиот тој превоз чини 11-12 милиони денари на годишно ниво. Значи и овде е вината. Нормално не сакам да ги амнестирам ни раководните лица, кои што раководат со училиштата, затоа што и тие се присутни на тие јавни расправи, тие ги донесат, предлагаат финансовите планини во координација со локалната самоуправа. Советничката Арсова побара одговор каква е стратегијата на општината за намалување на долговите во образовниот сектор. Таа ситуација е добиена во период до 30.6.2016 и затоа нагло зголемување на обврската се јавува. Мал е износот на тековни обврски што општината ги нема покриено. За извештајот на работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод за првата половина од годинава зборуваше директорот Љупчо Папазов. 5 милиони и 700 е испумпана количина, милиони и 600 е фактурирана количина. Во оваа година, односно за минатата година, имаме 4 милиони и 700. И тука имаме намалување. Значи, вашата констатација би била за 5 милиони и 700 во 2010, имаме намалување во 2015 година на 4 милиона и 700. За сите останати точки од дневниот ред, кои меѓу другото вклучуваат давање помош за граѓаните зафатени од поплавите во Скопје и именување членови на управните одбори на детската градинка, библиотеката и средното општинско училиште Гошо Викентиев, беа усвоени предлог одлуките. Неколку советнички прашања беа упатени до градоначалникот Димитровски, меѓу кои и она на советникот Аки Акиов за наводното незаконско префрлање пари на сметка на претседателот на урбаната заедница број 4 во Ромското мало, чиј мандат е изминат, на што Димитровски одговори дека кон сите претседатели на урбани заедници се постапува на ист начин и имаат еднакви бенефиции. За другите урбани заедници имаме просторија, меѓутоа за неа и за урбана заедница број 4 и уште за некои други, ние немаме простори и плаќаме месечна наемнина на приватни лица. На председател на урбана заедница да му помина. Ево овака градоначалник, сега на мене ќе им помине мандато, јас како советник ќе им помине мандато. Јас од вас ќе побарам, вие секој месец на мене паушал да ми го префрлите. Ево. Најосновна работа е тоа. Ќе ми помине мандато на мене, ја нема да имам никаква функција тука на Советот, а вие парите секој месец да ми ги префрлвате на сметката. Дали е поминат или не е поминат мандатот, јас во овој момент не знам. Знам дека е втор председател на урбаната заедница, имаше пред тоа друг председател. Председателот го бира Советот на урбаната заедница, составен од 7 члена. Ќе провериме, ќе видиме дали е поминат, не е поминат. Во колку е поминат, имаме веќе во некои урбани заедници имаме активности и ние ги закажуваме, пошто неќе тони сами да ги закажат, по правило треба сами да ги закажат советите, меѓутоа ако е поминато, а не е закажано, ќе закажеме. За време на пратеничките прашања, до градоначалникот беше упатено и прашање дали општината има изготвено санациона програма за решавање на проблемот со задолжувањето на училиштата, на што Димитровски даде негативен одговор и додаде дека во тек се разговори со Министерството за образование и се бара решение.